Зази, Зина и планетата Земја. Здраво, другарчиња! Денеска ќе ви раскажам една приказна за Зази и Зина и за нивните доживувања на планетата Земја. Ним, како и на сите други што би дошли од некоја друга далечна планета, на Земјата се им беше непознато. Се им беше чудно. На момент им беше и смешно, но и страшно. Да. Тие требаше да научат како да се однесуваат. Особено сега, кога беа две. И тоа две мощни палави зазулчиња. А кој друг би ги научил како да се однесуваат и на што да внимаваат, ако не Биби и Боби? Се разбира. Леле, Зази, Зина, па каков е овој нерад? Навистина не е убаво да се растура, ниту пак да се земаат туги работи без прашање. Ама, вие не го знаевте ова, нели? Не ви се лутам, но еве, сега знаете и верувам дека нема да ви се повтори, нели? И така, Биби и Боби ги однесоа Зина и Зази на една подолга прошетка. Ајде да поиграме фудбал, а потоа ќе одиме да прошетаме. Зазулчиња полека. Ова не е баш фер, нели, Биби? Не, навистина не. Со топката треба да си играме сите заедно. Не е во ред да си играте вие сами и да не ни подавате на нас. Зази и Зина брзо научија многу работи за доброто однесување. Да ја одржуваат личната хигиена со секојдневно бањање и миење на рацете, лицето и на зъбите. Да се облакуваат во чисти алишта, да јадат пристојно и да ги споделуваат играчките и другите работи со другарчињата. Но набрзо излегоа надвор на улицата, а таму требаше да се внимава и на многу други работи. Зази, мораш да внимаваш. Мораш да внимаваш, да чекаш да се вклучи зелено. Еве гледај, сега е безбедно да се помине. Зази, кога нема пешачки премен, исто така мораш да бидеш многу внимателен. Да. Не беше баш лесно да ги научат сообраќајните правила, особено затоа што доаѓа од планетата Зас, која имаше многу поинаков сообраќај од оној на планетата Земја. Всушност, на планетата Зас воопшто немаше сообраќај, затоа што вселенските бродови си полетуваа и слетуваа од строго определени места. Таму немаше ни згради, туку само мали куќарки, а зазулчињата си живееа претежно во природа. И таму не беше загаден воздухот. Не. Сите ја чуваа природата и никој, ама баш никој не фрлаше ѓубре. Но, затоа кога дојдаа на игралиштето во паркот, имаа што да видат. Паркот беше полн со ѓубре. Ужас! Некој многу невоспитан фрлал ѓубре во паркот. Како? Не му е срам? Мора да откриеме кој и да му кажеме дека не смее да го прави ова. Ајде, другарчиња, ајде да го собереме ѓубрето. Сакате? Видиш што прават? Собираат ѓубре. Глупави едни. Слушај, другарче, не е убаво да се фрла ѓубре надвор од кантата за отпадоци, ниту пак да се навредуваат другите со зборови како глупав. Глупава. Еј, види го безобразен. Веднаш да се извиниш за ова што го кажа. Што се случи?
Ете, гледаш ли што се случува кога не си добар со другите деца? Колку беше неубаво тоа. Иако потоа момчето свати дека сгрешило, па им се извини на сите. А Зази и Зина научија дека не е во ред да бидеш злобен со другите, или да ги навредуваш, или пак да ги удираш. Не, а ако некому му направиш нешто лошо, ако му скршиш нешто или ако го повредиш, потоа треба да му се извиниш. Да, токму така. Тој ден Зази и Зина научија многу работи. Не им се допадна што планетата Земја, иако беше убава, сепак имаше сложен сообраќај, имаше голем метеж во градот, луѓето беа некогаш чудни, а и имаше многу врева. На планетата Заз беше многу помирно и беше прекрасно. Малку беа тажни оти, ми не достигаше тоа што го имаа на планетата Заз. Биби и Боби забележаа дека зазулчињата се тажни. А бидејќи беа многу умни деца, веднаш сватија во што е проблемот. Решија следното утро да им приредат едно изненадување. Да ги однесат на кампување во волшебната шума. Јеј! Колку беа срекни зазулчињата. Волшебната шума ги потсетуваше на планетата Заз. Беше чиста и незагадена, многу безбедна. Па во неа се чувствуваа слободни како птици. Таму останаа дури 2 дена, па научија и што значи да бидеш извидник, да палиш оган, сам да си подготвиш јадење и многу други извиднички работи. Довидување, другарчиња! На Биби! Роботчето Р1. Здраво, другарчиња! Денеска ќе ви раскажам една малку поинаква сказна. Сказна за едно роботче по име Р1. Еве! Тан-тарарам, таратататам-тарарам. Ова е мојата гаража, моето најомилено место о волшебната шума. Овде секогаш склопувам нешто од секакви стари предмети, но во последно време ги собрав сите стари апарати и се обидов да направам робот. Да, сакам да направам робот. И еве до каде стигнав. Браво, Боби! Ова е фантастично! Сакам да направам робот што ќе може да прави се и сешто. Што ќе може, например, да и помага на мајка ми дома, но и што ќе знае се. Супер робот со секакви супер способности. Зина! Па ти го направи роботот што јас толку време го склопував. Сите четворица работеа на роботчето се додека не се стемни. А тогаш, во еден миг, Зази и Зина задоволно се погледнаа. Боби, па ти имаш роботче! Леле! Јеј! Роботче Р1. Мислам дека ова е баш убаво име, нели? Се надевам дека Р1 е роботче со супер способности што знае и умее се.
Што е тоа? Леле, не знам, Боби, малку се плашам. Малку, јас многу се плашам. Р1. Што е ова? Бип, бип. Ништо не разбирам. Р1. Р1, чекај! Чекај, Зази. Зина! Не, Боби, што да правиме? не знам. Да одиме по нив. Одиме? Одиме. Боби! Леле, каде сме? Не знам. Да, не е некаква джунгла? Не те разбирам. Ама имам некое чувство како да се гледам во огледало. Хака, хатра, хака, краки, раки туп. Туп! Јас тебе ќе те тупнам ако продолжиш да ми се закануваш. Боби, мислам дека не ти се заканува. Види, не вика да одиме со него. Хака, траки, краки туп. Биби, во ред, да одиме по нив. И така не можеме да се вратиме од каде што дојдовме. Ова ми личи на нашата волшебна шума, ама малку поинаква. Ми се чини како да е во минатото, нели? Да, Биби, јас сум речиси сигурен дека отидовме во минатото. Но како да се вратиме дома? Не знам, но вистина не знам. А и во моментов малку ми е интересно тука. Еу, и мене многу. Хата. Боби, ова е пештерата на джиновите во волшебната шума, јас сум сигурна дека е таа. Навистина таа е. Имаш право. Токму така, другарчиња. Тоа беше пештерата на джиновите, но многу, ама многу одамна, во камената доба. Да. Биби и Боби навистина отпатуваа назад во времето со помош на чудниот портал кој го создаде роботчето Р1. Што се случи и како Р1 го направи тоа, никој точно не знаеше. Но, секако, и таа мистерија ќе биде разоткриена, порано или подоцна. Во меѓувреме, Биби и Боби и нивните нови другарчиња влегоа во пештерата. Ајде да се запознаеме. Јас сум Биби. Биби. А јас сум Боби. Боби. И Бип. Леле, Биби, па таа се вика исто како тебе, Биби. И Боб. И Боб. Ај, и тој исто како тебе. И Боб. И така, Биби и Боби ја поминаа ноќта во пештерата на Ибип и Ибоп. А следниот ден решија да дознаат како живееле луѓето во камената доба. Биби и Боби дознаа дека луѓето во младата камена доба, палеолитот, живееле во пештери, кои ги украсувале со цртежи од нивниот секојдневен живот. Дознаа дека правеле алати од камен и дека палеле оган. Хата. Дознаа и како се хранеле со плодови и билки што ги наоѓале во шумите, со јајца од мали птици, а и ловеле и риба и други животни. И дознаа како се облекувале во облека направена од животински кожи, а носеле и накид од животински коски. Биби и Боби
веројатно ќе останеа уште многу долго време во камената доба. Ама да не се случеше нешто непредвидено. Леле, што да правиме сега? Мислам дека Ибип ни вели да бегаме. Довидување Ибип! Довидување Ибоп! Сега ќе си одиме, но ветуваме дека повторно ќе дојдеме кај вас. И така, тоа беше првото, но не и последно патување на Биби и Боби во камената доба. За овие патувања во минатото ќе ви раскажам во друга пригода. А повеќе работи за Р1, Ибип, Ибоп и камената доба ќе прочитате во сликовницата Роботчето Р1. Да, и уште нешто ќе заборавев. Неколку дена подоцна, кога Биби и Боби отидоа да ги посетат мајката и бебето змеј во старата пештера на џиновите, забележаа нешто што не го виделе претходно. Нешто неверојатно. Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Сказните на Биби! Тајната на пештерата. Зимски распуст, 2 недели снег, сонце, скијање. Биби и Боби заедно со нивните родители отидоа на скијање на Шарпланина, или скратено Шара. Се скија додека имаа сила. Па времето беше убаво и сончево, како да не беше зима. А снег, снег имаше до колена. Зази, ајде уште еднаш. Еј! Што е, Зази? Сака да одиме на тој рид, таму кај што снегот е најдлабок. Па таму не смееме сами, Зази. И види колкава зграда прават. Мене воопшто не ми се допаѓа кога се градат толку големи згради на планини. Ни мене. Ете зашто не треба да се гради тука. Лавина! Леле, ова воопшто не беше забавно. Благодарам, Зина. Биби, мислам дека беше доста скијање за денес. Ајде да одиме на топло чајче со мед, Боби, што е она? Не знам, не беше таму пред малку. А да одиме да истражиме? И така, Биби, Боби, Зина и Зази се качија до влезот на пештерата. Лавината отвори една врата што долго време била затворена. Каква е оваа чудна светлина? Биби, мислам дека не сме сами. Не плаши се, излези. Можеби ние треба да се плашиме. Да не е мечка. Да се подготвам јас за бегање, за борба. Не е сумечка. Јас сум Јети и се викам Елизабета. Јети што се вика Бети. Здраво, Бети. Ти живееш во пештерата? Ние сите живееме во пештери. Колку интересно. Може да видиме? Мајка ми не ми дава да се дружам со луѓе. Зошто?
Затоа што ја загадуваат планетата. А како се викате вие? Биби? И Боби. Неверојатно! Епа баш вие можете да дојдете. А зошто баш ние смееме? Дојдете и ќе видите. Изненадување! Јеј! Леперепе! Ау! Во пештерата има град направен од мраз. Вам сигурно не ви требаат фрижидери, а? Леле, колку е убаво. Може да се симнеме долу? Ние сме навистина многу умни и ние не загадуваме. Ние дури и рециклираме. Дојдете со мене. Некој ве чека. Вау! Каква лизгалка! Леперепе! Многу е забавно! Види, Снешко! Биби, ово е Снешко мрда, како Фанки го... Тоа се дечињата. Никогаш порано не виделе луѓе. Леле, колку се сладки! Бети, ова е неверојатно! Какво изненадување! Тоа не е изненадувањето. Гого! Фанки, Снешко бел! Гого, па ти си тука! Снешкастични пријателчиња, какво Фанки изненадување! Вау! Па Гого, како се најде ти тука? Снешковците од Снешковград ми кажаа за ова тајно место. Имав неверојатна авантура за да стигнам тука. Ова е Фанки место. Тука нема пролет. Може да фанкираме цела година. Ма ние бевме исплашени дека кога ќе дојде пролет там... Ке станеш среќен снежен гел! Бел. Нема веќе гел. И целиот град е направен од мраз. Да, целиот. Ама почнува да се топи. Зошто? Луѓето загадуваат и планетата Земја станува потопла и дури под земја и многу е топло. Како може да е многу топло ако сега е 0 степени? Па, чекайте, како може 0 да е многу? Чекам, 0, а многу. Затоа вие живеете под земја и во пештери. Чекайте малку. А како сте го направиле овој град и како се вика? Цело мразилово е направено од чиста енергија. Соларна, од ветер, од вода, од... Важно, ние не загадуваме. А колку вакви градови имате? Стотици и само неколку од нас знаат каде се сите. И мораме да се криеме. Не, одете тамо! Застанете за зулчиња! Зина, Зази, чекајте! Вау! Што е ова? Ова е центарот на мразилово, нашиот голем кристал. Многу Фанки. Од него имаме енергија за се што ни треба. Но во последно време, речиси, цела енергија ја трошиме за да остане студено. И секој леден град има ваков кристал? Некои по 2. Ама, ве молам, ова да остане тајна. Никој не знае за нашите кристали. А јас може да имам проблем за тоа што ви ги покажав. Не грижи се, Бети, па не грижи се, нема ние никому да кажеме, Но ако ги научите луѓето да прават енергија со кристали, ќе нема загадување. Да! Цела планета ќе биде Фанки, снешкастична идеја. Луѓето одамна ги знаат овие работи, само намерно, заради пари, користат бензин, јаглен и се што загадува. Што е ова? Биби, а оние чичковците што прават згради тука, ќе направат да се урне мразилово? Каде има згради? Тука, многу близко до мразилово. Насекаде градат. Не е фер. Добро, како да ги спречиме да градат? Па тие ќе откријат тајната на кристалот. Кој има фантастична идеја? Сега е време да ја сподели. Пируета. Некој?
Јас имам идеја. Снежкастично! Фанкот инспирира, а леден го диригира. Бети, што се случува? Кристалот направи зградата да замрзне. Работниците избегаа во градот и решија повеќе да не градат на планината. Сега за сега тајната на пештерата е безбедна. Но до кога? Се надевам дека ќе дојде време кога ќе излеземе од пештерите. Но се уште е рано. За луѓето, не е за нас. Не. Вие сте добри деца и може да доаѓате кога сакате. Гого веќе ни кажа дека сте умни и забавни и... Да не заборавиме... Фанкастични. Оу е! Фанка лише с пируета? Тетка Петка, само да прашам. За да дојдеме тука, се лизгавме 5 минути надолу, така? Така. И сега, за да си одиме дома, лифт имате? Оу е! Фанка лише е! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Биби и Боби во пустината Тоби. Ајде, Камилче, побрзај. Џиха, ајде. Боби, ајде побрзај, ке не стемни додека да дојдеме до пирамидите. Брзам, Биби. Ама некој друг се влечка. Ајде, Боби. Тркнувај веднаш. Полека. Ти Мене ми е досадно. Ајде да одиме, а? Па чекај малку, Боби. Па не покани ја на чај. Да допиеме, па ќе одиме. Маченце, дори да те галам? Што правиш? Ајде, Боби. Ајде да не стемни. Одиме. Биби, што мислиш ти? Колку е висока оваа пирамида? Па вака. Големата пирамида била висока 146,6 метри. Но, поради ерозија, низината моментална висина изнесува 138,8 метри. Боби, што правиш? Боби, не, Боби, можеш да паднеш! Како не, ќе паднам! Види уште колку сум на врвот! Уште малку! Боби! Како ни ти е срам? Пирамидите се споменици, тие се светски чуда, а ти току-што ги оштети. Што? Се одронија неколку камчиња. Сега е можеби пониска за 2 сантиметри или така нешто чудо големо. Срамота. Лале, колку е убава свингата. Боби, знаеш дека според легендата таа им поставувала загадка на оние што ќе дојделе пред неа и ако не успееле да ја одговорат... Ајде да влеземе во пирамидите и да го најдеме богатството, а? Но Боби, во пирамидите нема богат... Боби! Каде е богатството? Каде?
Боби, богатството на фараоните што се наоѓало во пирамидите било ограбувано уште во минатото од ловци на богатство. Ми текна. Имаше уште еден влез во пирамидата од другата страна. Боби, чекај малку. Оф! Гледаш? Овде е богатството. Сега ќе одам да го најдам. Боби, што се случува? Боби! Što imame ovde? Maline trapnici. Да, мислам, не сме. Ке мора да погодувате или ке ве зароба во пирамидата за секогаш. Да погодиме една загадка? 3 загадки. Загадка број 1. Свет на огниште, цел свет се грее. Што е тоа? Знам. Имам дома една книга со гатанки. Ми текна. Само полека размисли, не брзајте, молам не брзај. Не брзам. Сонце! Интересно. Точен одговор. Лепи. Загадка број 2. Главата вгора, опашката в море. Што е тоа? Јас знам. Река. Тоа е река. Браво, точен одговор. Последната загадка. Како да ја фрлиш, на нозе паѓа. Што е тоа? Одговорот е... Топка, одговорот е топка. Топка со нозе, Боби! Погрешен одговор. Одговорот е... Мачка и се разбира дека е мачка! Сега ќе останете тука за секогаш. Нема. Пушти ме, ти мачкиште со крилја. Ова моја далечна братучетка вели дека момчето Боби е низин пријател. Интересно. Иако тој не е пријател на ништо, особено затоа што се однесуваше многу невоспитано откако дојде овде. Плюс ја скрати големата пирамида за 2 сантиметри. Ве молам, господја Свинга, ако се извини убаво и ако вети дека веќе нема да прави така, дали ќе напуштите да си одиме дома? Ако ја погодите големата загадка, која гласи вака. Наутро оди на 4 нозе, напладне на 2, а навечер на 3. Што е тоа? Биби, сакаш ти да погодуваш? Да. Благодарам, Боби. Јас го знам одговорот, Одговорот е човек. Кога е бебе, лази како да има 4 нозе. Потоа оди на 2, а кога ќе остари, оди на 3. Односно, се потпира на бастумот. Точен одговор, мала умнице, точен, се гледа дека си читала многу книги. Ајде, Боби, можеш, ајде. Јас сакам да се извинам што бев палав и што правев белј. И што ја смалив пирамидата, големата пирамида, и што не слушав што ми велеше Биби. И Доволно. А сега оставете ме да спијам. Многу си изморив. Биби, но покрај се ова беше една прекрасна авантура, нели? Беше, Боби, беше прекрасна и опасна.